Во непријатна и атмосфера на поделеност меѓу делегатите на годишното генерално собрание на ОФС Кочани беа избрани новиот претседател и потпредседател кои на чело на оваа спортска организација треба да останат до завршувањето на мандатот започнат од екс-претседателот Лјупче Папазов. Работата собранието ја започна со 29, а заврши со 26 верификувани делегати. Од вкупно 34, бидејќи непоузата поради венчавката во салата, тројца се заминале. Атмосферата на седницата зовре кога дојде на ред изборот на претседател на ОФС, односно кога верификационата комисија соопшти дека кандидатот Лјупчо Ѓоргиевски нема комплетна и прописна документација и дека не може рамноправно да учествува во изборот. Тоа значеше дека пред делегатите беше понудена само кандидатурата на Владо Андов. На гласањето со 12 гласа за и 10 против, Андов беше избран за претседател на собранието. Веднаш по соопштувањето на резултатот, подржувачите на Ѓоргиевски ја напуштија седницата, најавувајќи дека ќе го оспорат изборот пред органите на Фудбалската федерација на Македонија. По изборот, новиот претседател Владо Андов објави дека Зоран Васевски е негов избор за потпредседател. По завршувањето на годишното собрание на ОФС за делегатите и за присутните остана нејасно дали тоа што Андов доби само 12 гласа од вкупно присутни 29, односно 26, му дава легитимитет да го води Сојузот и дали таквиот избор е во склад со прописите на ФФМ. Логички, ако представникот на ФФМ не реагираше на исходот, тоа треба да значи дека ваквиот избор може да помине. Објективно, претседател на толку голем ОФС не се станува со 12 гласа, што е прв случај во историјата на Кочанскиот сојуз, и доблесен кандидат нема да прифати таква одговорна функција со толку мала подршка, бидејќи како ќе раководи со собранието во кое мнозинството делегати не му даваат подршка.